Сила, добро дојдовте на денешната пресконференција на фудбалскиот клуб Брегалница. Тема на денешната пресконференција ќе биде актуелната состојба во клубот и престојниот утрешен надпревар против екипата на Победа од Прилеп. Како што знаете кod целокупната јавност, нашиот фудбалски клуб е веќе на едно скалило до првата лига, до тој сон кој цела година, цела сезона го сонуваме сите заеднички. За да го прескокнеме последното скалило, да го преминеме прагот кој значи прва лига, заслуги имаат повеќе чинители во клубот. Најпрво би сакал да изразам најголема благодарност до градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов и целокупната локална самоуправа која цела сезона беа финансиска поддршка и ветер во грб на нашиот клуб кон остварување на зацртаните цели. Секако тука е шефот на стручен штаб Златко Костов, еден од најдобрите тренери во Македонија и регионот, кој со своето фудбалско знаење го исправи клубот на прав пат и го насочи по траекторијата во која што се движи. Покрај стручен штаб, нормално главна алка на еден фудбалски клуб се и фудбалерите. Со нас денес на пресконференцијата е нашиот капитен Стефан Коцев. Фудбалерите цела сезона дава повеќе од 100% од своите можности, го оставаа срцето на теренот и затоа сме таму кај што сме. Најголема благодарност и до нив. Секако една од главните алки на еден спортски колектив се неговите навивачи. Годинава со навивачкиот клуб Фаланга и навивачкиот клуб Ултрабанда. Полетно и заедно со нив, кај што не прате на секој надпревар дома и гости, беа нашиот 12-ти играч, нашиот ветер во грб и со заеднички сили, подпомогнати со нивното навивање, сме на позицијата која што сме сега, а тоа е во пол позиција за влез во прва лига. Јас би сакал да упатам огромна благодарност до сите нив и секако кога ќе се сублимираат сите сили кои даваат 100% од себе, резултатот е тој што е. За почеток на пресконференцијата збор би му дал на градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов. Добар ден и од мене, почитувани медиуми. Најпрво сакам да споделам неколку информации поврзани за фудбалскиот клуб Брегалница, гордоста на градот Штип. Ако пред почетокот на сезоната имавме пред нас предизвик и јасна цел да бидеме доминантни во втората македонска фудбалска лига и со тоа да се пласираме и да го трасираме патот кон пласман во првата македонска фудбалска лига, односно брзо враќање назад онаму каде што припаѓаме и каде што ни е местото. И покрај сите предизвици со кои што се соочивме, затоа што патот секогаш е трнлив, успеавме благодарение на сите чинители, благодарение на шефот на стручен штаб, на фудбалерите, на играчите, на целиот тим, на навивачите кои на секоја утакмица, на секој фудбалски надпревар беа со нас, бодрејќи ги штипските сини. Ако изгледно е веќе дека Брегалница е новиот прволигаш, ако ја веќе заокруживме и ја заокружуваме таа цел, она која што ќе биде наша цел е за следната сезона да дополнително придонесеме да го развиеме фудбалот во нашиот град, да ги модернизираме и подобриме условите на градскиот стадион. Овде мислам на изградба на целокупниот проект за нови трибини на градскиот стадион, што е наш приоритет како локална самоуправа, затоа што Штип заслужува еден модерен градски стадион со модерни трибини. Тоа е цел кон која ќе се стремиме и секако со она која што го најавивме, а тоа е продажбата на дел од акциите на фудбалскиот клуб Брегалница, да добиеме партнер, спонзор кој ќе го заокружи тоа кое што го планираме и ќе помогне да Брегалница во првата македонска лига биде вистински македонски бренд, во кој што ќе се развива фудбалот, ќе излегуваат млади надежи, македонски фудбалски репрезентативци, кои ќе го представуваат Штип и македонскиот фудбал. Тоа се нашите цели. Јас сум сигурен дека Штип има огромен фудбалски потенцијал
кој ќе го покажеме и докажеме следната сезона. Но пред да стигнеме до таа точка и до таа цел, сабота ја повикувам целата фудбалска штипска јавност да биде дел од прогласува затварањето на првенството и кревањето на пехорот кој го заслужија играчите, целиот стручен штаб, целиот тим кој работеше оваа година и македонската, односно штипската јавност. Затоа уште еднаш ја користам оваа можност да честитам на сите за успехот, да честитам на Штипјани затоа што успеавме да ја вратиме Брегалница онаму каде што припаѓа и да посакам следна сезона во првата македонска лига да има уште подобар успех со преубав фудбал кој штипската јавност и публика ќе имаат можност да го гледат и како што напоменав да ги реализираме целите кои пред нас ги поставивме за следната година. Ви благодарам. Не. Околу фудбалскиот дел зборби му дал на тренерот Владко Костов. Прво благодарам на присуството, благодарам на вниманието кое не го давате за отекот на цела сезона и посебно денес на денешната пресконференција. Јас како човек на почетокот морам да истакнам една огромна благодарност до градоначалникот на општина Штип, кој што во првите разговори беше човек кој што сакаше да ме ангажира и да заедно направиме еден фудбалски клуб кој што ќе влезе во повисок ранг. Градоначалникот само истакна дека тој пат беше трнлив, дека тој пат беше некој пат со победи, некој пат со порези, меѓутоа главната цел на секој еден кога ќе се нафати е да постигне главната цел, а нашата главна цел беше повисок ранг. Се сеќавам на едно, јас сум човек кој што ретко даваш изјави, ја имам дадено 2 пати изјави, тоа е еднаш после првиот натпревар со Кожов и еднаш пред утакмицата со Детонет. Во првиот натпревар после Кожов реков дека Брегалница ќе оди на прво место. И никој пат ја не се тргнав од таа идеја. Знам дека патот е тежок, знам дека ќе има и такви натпревари на кои што можеби ќе играме послабо, некој подобро, меѓутоа имав огромна доверба во она што го селектиравме како играчи, во она што го имавме во стручен штаб и она огромна поддршка што имаме од онаа публика, која што морам посебно да истекнам, тоа се фалангата и ултраванда, кои што се за посебен респект, бидејќи во Македонија има многу навијачки групи кои што знаеле да направат инцидент. Овие никој пат не направи инцидент, со срце и душа беа со клубот и нормално и целокупната јавност посебно ме радува што штипската јавност, штипската публика се врати на стадион и што сите заедно дојдовме до овие резултати. Во она што посебно се однесува за играчкиот кадар, јас за тоа би сакал да зборувам. Моја прва работа беше да се формира стручниот штаб. Во оваа прилика огромна благодарност до моите соработници, бидејќи заедно влеговме во овој пат. Во тој понатаму за играчите, играчкиот кадар кој што ни недостасуваше во старт, меѓутоа моравме брзо за тие 20-25 дена да се организираме, значи да направиме селекција на играчи кои што ќе се бидат кадарни да се борат за прво место, играчи кои што тоа го докажа до сега дека ние сме имале правилен избор. Ние во првиот момент направивме селекција на огромен број на играчи, бидејќи клубот мораше да тргне со таа цел да освои прво место. На зимото направивме уште корекција со 3-4 играчи, колку заминаа толку дојдоа за да имаме еден конкурентен тим. Ако ја пратите играта на фудбалскиот први Брегалница, она варијабила што имаше претходно во некои утакмици, пролетниот дел Брегалница го одигра многу добро и од надпревар играше се подобро и мислам дека тоа очигледно формата на тимот дека одеше во нагорна линија и ние во нити еден момент не се плашевме никако стручен штаб, никако играчи со каков клуб ќе се содрми. И нашите најголеми резултати дојдоа кај онаму кај што имавме конкуренти за влез во прва лига. Ако во тие дуели ние имавме само 2 нерешени, а 4 победи, тоа за нас беше показател дека ние сме кадарни за прва лига и дека можеби на крај и тоа ќе одлучува. Еве како што се случи да одлучува, тој директен конкурент што ни беше на нас
за прво место фудбалскиот клуб Скопје, на 2 пати да го победиме и при исти бодови да можеме да бидеме прволигаши. Ова го сваќам како успех на сите во клубот. Успех на сите вработени во клубот, успех на председателот, успех на играчите, на сите што сме чинители на овој клуб. Меѓутоа, пак на крајот ќе завршам со една работа, а тоа е дека менеджерската работа на еден, како со мене, како ја што настапува со играчите, менеджерската работа да знаете да одберете човек со кој ќе одите во остварување на таа цел, секој пат ја препуштувам на првиот човек на градоначалникот, бидејќи тој беше што ме натера со неговата желба да дојдам да пристапам на фудбалскиот клуб Брегалница, да оствариме заедно таа цел. И огромна благодарност до локалната самоуправа и советот кој што знаеше да не поддржи во такви моменти, да верува во нас и се надевам дека за Брегалница доаѓаат подобри денови во кои што се надевам дека тие преговори со инвеститор ќе завршат однакво што треба, без разлика кој ќе работи во Брегалница, секој пат Брегалница да размислува за нешто повеќе, да размислува за успех во прва лига, да размислува за прв пат во историја и за врвски настав. Јас ќе бидам најрадосен тоа ако се оствари, ќе бидам мал дел од она што го враќаме клубот во прва лига, да биде поблиску до остварување на овие цели. И со оваква поддршка, со оваква публика која што имаме на последните надпревари, да го зголемиме уште бројот, а за тоа, за условите, сигурно градоначалникот ви напомена, ќе имаме и подобар терен, ќе имаме, се надевам, нова трибина на кој што тако ќе го пробудиме народот Штип да дојде на стадион и да ни даде да биде наш 12 играч. Уште еднаш на крајот сакам да се заблагодарам на сите. Ова е успех на сите. Ова е утре имаме уште еден чекор да го завршиме, заедно да прославиме и да нормално да во фудбалот се е историја, ќе се радуваме на историјата, меѓутоа првиот нареден ден треба да размислуваме како ќе се представиме во прва лига, затоа што не очекува многу потешка конкуренција, многу појаки противници, да се спремаме на време, бидејќи ние во летото немавме припреми како што сакам јас кога се организиравме, зимото направивме припреми, меѓутоа Брегалница мора да сватите дека немаше нити летни, нити зимски припреми надвор од Штип, значи овде се припремавме, дававме акцент да екипата биде консолидирана играчки и нормално да одиме со таа цел што имавме за остварување на прво место. На чекор сме од тоа, се надевам сите заедно утре ќе бидеме присутни, ги повикуваме сите да дојдат, да бидат наш поддржувач како што се цела сезона и сите заедно да се радуваме. И благодарам. Добар ден. Па јас како играч можам да кажам дека атмосферата во клубот е одлична. Мако трпно работевме да ги направиме овие резултати во оваа година. И така сега се ближи крајот, ни останува уште еден надпревар. Тоа е утре против екипата на Победа од Прилеп во 4:30 часот. Сакам многу да се заблагодарам на штипската јавност, штипските навивачи, на нашите навивачки групи Ултрабанда и Фаланга, што цело време беа со нас, беа нашиот 12 играч, ни беа ветер во грбот. Голем мотив за нас ни беше кога ќе погледнеш толку публика на стадионот. Среќен сум што се врати таа публика на стадионот. И така, останува уште еден чекор, да го завршиме тој надпревар утре. Очекувам голем број навивачи, сите заедно да прославиме. Јас како домашен играч среќен сум што се вратив во овој клуб, во матичниот клуб, со една цел да влеземе во таа прва лига, да го вратиме клубот каде што му е местото. И тоа е тоа, се надевам дека ќе се оствари утре, да бидеме сите овде заедно. Навивачите ќе приредат некој спектакл, да останете сите после надпреварот, да го завршиме како што треба најпрвин, што е многу јасно, и сите да се радуваме на таа прва лига, да влеземе каде што ни е местото. Исто така, уште нешто да кажам, да се заблагодарам многу на градоначалникот, што беше цело време со нас, што не подражуваше,
пред секој надпревар доваѓаше. Тоа е тоа. Добар ден и од мене. Утре сакам да ја повикам целата штипска јавност, сите љубители на фудбалот, сите симпатизери на фудбалот, во 16 часот и 30 минути да дојдат на градскиот стадион во Штип, сите заедно да го подигнеме победничкиот пехар и нека ни е честит влезат во прва лига. Благодарам. Има прашање? Има прашања, да. Ајде, повелете. Три кратки прашања за началникот, за Костов и за Коцев. Со началникот да тргнеме. Кога е официјално новиот собственик ја преземе Брегалница и што предвидуваат неговите планови со клубот? Колку годишно ќе се инвестира, дали се долгорочни плановите и дали предвидува европски вес? Па добро, ние веќе комуницираме интензивно со новиот заинтересиран спонзор, кој ја има веќе посетено Брегалница, го има посетено Штип, добро е информиран за состојбите во клубот, за играчкиот потенцијал, за тоа дека Брегалница е огромен расадник на фудбалски кадар. Комуницираме во насока на носење на одлука на следна седница на Совет на општина Штип за продолжба на 51% од акциите. Јас верувам дека ова ќе се случи и дека ќе имаме еден вистински партнер кој ќе го трасира патот на Брегалница кон европскиот фудбал. Верувам дека ќе има можност не само играчи од овде да заминат во Европа, туку и европски играчи да играат за Брегалница и практично да имаме европски фудбалски клуб во Штип. Тоа се нашите цели. Сите заеднички комуницираме за да се случи тоа и верувам во ова дека ќе се заврши како процес на преговори и дека на наредната седница на Совет ќе се донесе таа одлука, но најпрво она кое што мораме да го завршиме како наша примарна обврска, а тоа е освојувањето на прво место во оваа категорија на надпреварување, затоа што интересот на било кој спонзор е да Брегалница се надпреварува во највисок ранг, односно во првата македонска фудбалска лига. Добро, за Костов прашање, колку засегување и на кои позиции се потребни на Брегалница за успешно надпреварување во првата лига? Прво реков дека со завршувањето на сезоната треба брзо да почнеме. Ние нормална работа е треба да разговараме со тој што ќе биде собственик на клубот, за неговите планови, за неговиот буџет со кој што ќе располага. На основа на тоа ние ќе градиме и одредени појачања. Ние како позиции ги знаеме, меѓутоа како тренер секој пат сум бил поборник на тоа, прво да разговараме со оние играчи што не донесоа до овој успех. Значи, ние треба да дадеме внимание на оние што изнесоа еден ваков трнлив пат да дојдеме до оваа лига. Од кога ќе видиме, ние можеби нема со некој од тие да се договори раководството, тогаш ние ќе одиме на ангажирање на играчи. Нормална работа е дека ние мала орстителна околност за нас, затоа што во прва лига ние можеме да ангажираме и странци. И тоа, пак ќе кажам, зависи од човекот кој што треба да го земи клубот, кој што ќе го одреди буџетот и нормално неговите контакти со такви менаџери да може да се засили клубот. Тоа е прашање кое што мислам дека ќе го отвориме отколка ќе завршиме со преговори со нашите сегашни играчи на кои што сакаме да посветиме внимание и кои што сакаме и наредната година да ги гледаме во плавиот дрес. Ова и за Коцев прашањето, кои надпревари беа клучни за освојување на првото место и влез во првата лига? Па во оваа втора лига немаше лесен надпревар. Имаше многу тешки терени за игра, каде што сме се мачеле да играле, но може да ги издвојам надпреварот со Рачиново таму што го свртевме, губевме на почетокот, потоа победивме со 2:1 и сега на крајот последните надпревари со нашите конкуренти. Тоа се со Скопје победивме, со Рачиново овде кога издвоивме бод, многу важен бод. И Охрид, да, што го победи.
Тоа фактички со конкурентите завршивме. До председателот на клубот, бидејќи спомнавме, нели, Брегалница веќе реално знае дека ќе биде прва лига, еден од условите за да се игра прва лига на градски фонд е имплементацијата на вар технологија. Тоа е еден голем процес, претпоставам дека веднаш штом завршен преговорот со клубот ќе мора веќе да се започне со имплементацијата на истиот. Како ќе тече насоките за исто тој проект да биде имплементиран, за да може да биде еден прволигашки фудбалски? ВАР технологијата чини некаде од 100 до 150.000 евра. Претходно ние овде во самиот клуб оптичкиот кабел го имаме целиот поставено, и тоа две мрежни, така бара два оптички кабла, тоа го бараат условите, доколку едниот зате и другиот да може да работи. Тоа е 30 до 40% веќе од работата е завршена. Треба да се направи, да се одреди каде ќе биде самата просторија на ВАР, има посебни димензии што треба да се направи таа просторија и треба дополнителна опрема. Меѓутоа, тоа најверојатно ќе побараме помош и од Фудбалската федерација на Македонија, бидејќи сами тоа не можеме дел да изведеме од тоа. И уште едно за тренерот Костов, шеста промоција за вас во вашата кариера, втор пат со Брегалница. Која беше најтешката промоција за да се обезбеди влез од втора во прва лига? Може и првиот пат со Брегалница или сега овој втор пат? Првиот пат со Брегалница, мене сите ми се драги титули, нормална работа, кој си професионален, сакаш секаде да си ја завршиш работата максимално. Првата тоа беше, да кажам, некаде на почеток на моја кариера, каде што ме водеше амбиција, меѓутоа јас сега осеќав една обврска кон мојот матичен клуб, да мораме да успееме. Тоа беше огромна желба моја, на мојот стручен штаб, на моите играчи да успееме, бидејќи ако потекнувате од овде, ако живеете овде, не ви е се исто како ќе заврши сезоната. Затоа се вложивме максимално и посебно сум радосен на ова, бидејќи безпрекорна игра на моите играчи, безпрекорна поштеност во текот на сезоната. Брегалница беше безпрекорен домаќин на секој клуб кој што доаѓаше овде, и покрај тоа што ние изгубивме два надпревари овде, ние никаде не најдовме, не кажавме еден збор за тоа. Мислам дека целата наша работа, целиот приод наш донесе до овој резултат. Тука ги спомнам сите чинители и во клубот, и раководство, и градоначалник, значи сите се вложивме максимално, имавме огромна желба. Мене, морам да признам, дека највеќе се вложив и најтешко ми беше оваа сезона. Може јас кратко. Јасно е дека кога се влегува во прва лига, работите се менуваат, посебно со оглед на тоа дека доаѓа и нов спонзор. Клучни се работите во поглед на играчите, шефот на стручниот штаб, во поглед на организација, председателот на клубот. Владко Коста сите го бараат кога ќе дојде ситуација да зависти, да вади, и на многу места го викале секогаш, еве овде успеа. Исто така се случи да и председателот дојде во ситуација кога веќе најави одредени проекти. Со оглед на тоа дека влегува нов спонзор, најверојатно, дали двајцата се гледате во таа идна сезона и во иднината на Брегалница, дали се може одредени промени, како вие размислувате, ако може би рано треба да се прослави утре, но еднаш потоа треба да се размислува. Јас лично не се гледам во фудбалскиот клуб Брегалница, меѓутоа за тоа со градоначалникот ќе одлучиме натаму, како и што ќе биде. Мојата главна работа и мојата екзистенција за мојата фамилија е фудбалот. Секој пат сум расположен разговори, секој пат сум тука, доколку новиот собственик, доколку и купи акциите, биде германецот, јас сум тука спремен за разговори. Како ќе завршат разговорите, секој пат ќе бидете информирани и ќе знаете. Имам огромна желба, бидејќи многу тешко е да ја днесеш, но мислам дека имаме костур на тим кој што можеме да го надградуваме, меѓутоа за тоа реков, си има газда кој што ќе одлучува и кој што можеби има други планови. Секој пат ќе ги видиме тие планови, ќе видиме што е негово размислење, доколку се најдеме на тој пат, нема проблем, доколку не, ја можам да им посекам се најдобро. И Валко, дали очекуваш од овој состав дека може, речеме прво,
нормално ако одлучуваш дека ќе води прв на разговор со сите играчи кои што се тука, предаваш капацитет кој што може да изнесе Брегалница во првата лига. Да, од овој играчки кадар ние имаме доста квалитетни играчи кои што носеле терети во прволигашки екипи. Мислам дека имаме добра база на која што ќе се надградиме со некои домашни квалитетни играчи и нормално ќе користиме во таква ситуација кога не можеме да ангажираме некои такви добри квалитетни играчи да се концентрираме и на тоа да ангажираме одредени странци на одредени позиции. Меѓутоа, за тоа потоа, она што беше главно ваше прашање, да, верувам дека имаме квалитет на кој што можеме да се надградиме со одредени појачања. Доколку немате други прашања, јас би искористил оваа прилика уште еднаш да ви се заблагодарам за присуството и да ги поканам сите, целата штипска јавност утре 16:30 часот градски стадион во Штип на последниот натпревар во втората лига против Победа од Прилеп, заеднички да ја прославиме титулата во втората лига и пласманот во прва лига. Благодарам.